Гладот ги малакса тројцата професори од економскиот факултет од Штип, кои веќе 11 дена одбиваат храна во знак на револт. Екипи на брза помош веќе 2 пати интервенираат и професорите се позависни од медикаменти. Состојбата здравствена веќе почнува да ни се влошува, што е констатирано и од страна на медицинските екипи кои што во 2 наврати бевме принудени да ги публикуваме, каде што кај сите тројца констатира симптоми на влошување на здравствената состојба како резултат на гладта која што веќе 11 дена ја спроведуваме. И покрај ова, Матлиевска, Костадиновски и Шајновски на храна не помислуваат. Одиме понатаму, значи мораме да продолжиме со штрајкот, иако сме свесни што тоа значи, пред се за нас и за нашите фамилии. Меѓутоа, друга алтернатива немаме. Доколку до полнок Наставно-научниот совет не ги унапреди професорите во повисоки звања, на нив од утре ќе им се приклучат уште 50 на нивни колеги, членови на највисокото председателство на СОНК. Нема да дозволиме некој да се игра со достоинството на професорот, поготово со судбината на своите колеги, а уште пострашно со судбината на нивните семејства. Во меѓувреме, изборот на професорите во повисоки звања беше предмети на воредна инспекциска контрола. Нието на Државниот просветен инспекторат е да се повтори постапката во некои делови. Од универзитетот во врска со целиот случај се произнесува со писмено соопштение во кое се вели дека ќе ги почитуваат препораките на просветниот инспектор. Рецензенските комисии ќе изготват нови извештаи согласно забелешките од Државниот просветен инспекторат, кои ги очекуваме кон средината на месец август 2014 година, врз основа на кој ќе се формализира процедурата. Истовремено апелираме до тројцата наши професори, доколку нивните намери се навистина искрени, во насока на задоволување на правдата, да се воздржат од понатомошно штрајкување и притисоци врз надлежните институции, со цел процедурата да продолжи да се спроведува во услови кои што ќе дозволат задоволување на интересите на сите засегнати страни.